Четврток, 16 ноември, кратки вести во 12 часот. Информацијата објавена во емисијата Код на телевизија Телма дека кај Подмоле автопатот Охрид Кичево поминува низ дворна куќа и дека дури сега е започната експроприација на земјиштето е помеѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид Прес. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Еју Прустеми неодамна потврди дека автопатот не може да биде завршен до нова година и дека експроприацијата не е комплетирана. Читателите на Охрид Прес се видно револтирани и бараат да се изнајде максимално брзо решение, а дел од нив тврдат дека експроприацијата на овој потек не е завршена во неколку случаи и дека предизвик ќе биде понатамошниот пат и дека локацијата на бензинската пумпа и неможноста за дислокација е причината поради која не може да се најде брзо и соодветно решение. Добре дојдовте во општина Депонија. Некогашното армиско стрелиште веќе подолг период претворено во депонија која само расте и се шири, реагираат од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Наталожени купишта, употребени автомобилски гуми, градежен шут, делови од мебел, секаков вид пластика. Додаваат дека ниедна институција не следи што се случува на оваа депонија, какви емисии има и колкаво е потенцијалното загадување на почвата, воздухот, подземните води и слично. Нема ригорозни мерки со високи казни за лицата и фирмите кои на своја рака ќе го транспортираат и остават ваквиот тип отпад на несоодветни локации. Диви депонии, како што е случајот со Охрид. Инспекциите се во длабок сон, реагираат од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Ученици од Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски учествуваа на меѓународниот предизвик Дабар 2023, надпревар наменет за ученици од средните училишта, кој има за цел да ја промовира информатиката и да може вистински да ги идентификува учениците кои имаат висок потенцијал. Истиот е исклучително популарен и се спроведува во повеќе држави. Сите учесници ќе добијат сертификати за учество од надпреварувањето кое се одржа под менторство на професорите Сања Јовановска, Александра Настоска Николовска, Јудијана Петреска и Гоце Ѓоргиевски. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.